Добра вечер. Владата се согласи да ги зголеми платите на 11.000 вработени во државната управа, правосудните органи и здруженијата на граѓани, зашто си подаде рака со два гранкови синдикати, но во пресрет на најавените блокади и генерален штрајк од најголемиот синдикат, Сојузот на синдикати на Македонија, кој бара зголемување на минималната плата во државата на 600 евра, од која во многу зависи растот на сите други плати, пред се во реалниот сектор, владата повторно ги прати работниците кај нивните работодавци да се договорат за неа. Владата притоа предупреди дека зголемувањето на минималната плата ќе предизвика инфлација, иако немаше такви справувања и предупредувања кога се зголемуваа функционерските плати за 78% и пензиите на 350.000 пензионери. Како пак ќе одговорат работодавачите на укажувањето кој им стигна од владата дека со средствата од унгарскиот кредит имаат доволно пари да ги покријат давачките за минимална плата од 500 евра, за која лани побараа субвенционирање. Дали на работодавачите сега би им било поприфатливо 500 евра минималец кој тие целосно би го покриле, отколку новото барање на Сојузот на синдикати на Македонија за минималец од 600 евра? Подготен ли е ССМ за отстапки по барањето од 600 евра минимална плата? Јас сум Тамара Гранчаровска со представувањето на моите гости веднаш по рекламите. И како што најавив, сега ќе ги представам моите гости вечерва во студиото. Со тоа се министерот за економија и труд, господинот Бесар Дурмише. Добра вечер за вас. Добро најдов. Господинот Ангел Димитров, председател на Собранието на Организацијата на работодавачи на Македонија. Добра вечер и за вас. Добра вечер. И господинот Слободан Трендафилов, председател на Сојузот на синдикати на Македонија. Добра вечер и за вас. Добра вечер. Актуелна тема ќе биде поактуелна претпоставам од утре, која ќе почнати реално блокадите кои ги најави синдикатот од утре пред собранието. Но, министре, првото прашање е до вас. Ете, утре ќе почнат блокадите кои ги најави синдикатот за 600 евра минимална плата, но премиерот вчера го повтори ставот дека владата не е подготвена да ги субвенционира придонесите за износ на покачување на минималната плата во период од една година, тоа што беше во март минатата година, ако добро се сеќавам, беше договорено меѓу работодавачите и синдикатот. Кажете ми, со оглед дека државата со закон ја определува минималната плата, на што е тогаш подготвена владата? Значи, 1600 денари ќе биде покачувањето законско, кое според законот е покачувањето сега во март на минималната плата, работниците бараат 600 евра. Ако ова не е прифатливо, а ова е малку за нив, која е средината на која може да се најдете? Да, значи, прво да ви известам, јавноста знае но треба да го напоменувам и тука дека вчера владата постигна договор со дел од репрезентативните синдикати за историско зголемување на платите во делот администрацијата. Раст ќе има до 2028 година, ќе имаме 40% раст на платите. Тоа ќе ги опфаќа околу 11.000 вработени преку колективни договори, а тоа подразбира дека се 10 милиони евра што треба буџет да се одвои за нивните плати. Тоа покажува дека диалогот може да се постигне, може да функционира кога има подготвеност од сите страни, односно од двете страни во ова ситуација. Треба и ова да ви известам дека знаете сме постигнале договор со вработените во образование, вработените во здравствено, со Министерство за внатрешни работи во МВР, сме со полиција, сме постигнале договор со вработените во одбрана и сега на крај го заокружуваме скоро целосно, значи диалогот го затвараме со сите вработени во јавна администрација. Односно, ние како влада, како најголем работодавач, со сите вработени што ги имаме во јавна администрација, сме постигнале договор што покажува дека економски и социјален диалог е отворен и сме подготвени, нудиме рага. Што правиме со минималната плата? И делот синдикатите кои се од управата, на пример УПОС исто бара минимална плата без оглед, бидејќи коефициентите кои се пресметуваат некогаш основата е минималната плата, така што нејзино качување ќе се зголемат и реално и другите плати.
прашањето за минималната плата е чувствително и токму за тоа не се донесува со решение од притисоци или со политички краткорочни решенија. Го чекаме официјалните податоци од Државен завод за статистика, од кои претпоставуваме дека горе-долу би доаѓале кога ќе се нивелизират платите во месец март, би доаѓале околу од 1500 до 2000 денари. Исто така морам да напоменувам дека од меѓународните институции има побарано од нас да се зголемат даноците, односно ДДВ, каде што ние не прифативме и дополнителните даноци, исто така да ја зголемиме старосната граница на пензионерите. Се со цел ова го направивме за да им излеземе на пресред на граѓаните, а наследивме еден празен буџет. Да не кажувам и со многу кредити што требаше, обвртици што требаше да ги покриеме. Само тука ќе морам да ве прекинам. Дали пресметавте, например, колку ќе ве чинеше субвенционирањето на разликата од минималната плата која беше законската до оваа што ја бара лани синдикатите и постигнаа договор со работодавачите, субвенцијата за придонесите, која доколку лани беше прифатена во март, сега ќе истечеше и работодавачите ќе мора сега да ја преземат целата плаќањето. Тоа беше за период од една година. Дали пресметавте колку тоа ќе чинеше државата и дали можеби сега веќе ќе бевте надвор од овој притисок кој го прави синдикатот и со најаве за генерален штрайк? Значи, постојано повторуваме, исто пак морам да ја повторувам и тука дека постои една законска рамка каде што има една законска методологија, каде што е составена од трите институции, методологија која е во сила, како се пресметува минималната плата, односно од синдикатите, работодавачите и владата. Токму синдикатите претходно веле дека со ова законско решение за секогаш ќе бидат заштитени правата на работниците. Сега, секојдневно се манипулира со јавноста. Направени се пресметките, но прво треба да ви кажем дека ние за стопанството, односно за приватниот сектор, сме направиле многу до сега и понатаму уште ќе продолжиме да направиме. Знаете, имаме закон за финанска поддршка на инвестициите, каде што ги поддржуваме приватниот сектор. Односно од ресорното министерство каде што сум јас на чело на ова министерство е оперативниот план, поддршка на мали и средни претпријатија, поддршка на конкуренцијата. Знаете дека како влада не гарантира зголемување на плати? Само да ја завршам, извинете. Поддршка на кредитната линија, поддршката што ја дадовме на стопанството за кредитирање, поевтино кредитирање на 250 милиони евра, што за да се зајакне економијата. Така да во овој дел оние кога ги зема сите овие поддршка од нашата страна, може и да вработат повеќе луѓе и да платят поголеми плати на вработените внатре во нивниот сектор. Што се однесува до минималната плата, имаме една законска рамка или методологија што е на сила, оние меѓу себе, синдикатите и работодавачите, ако се договарат, ние сме таму да го поддржуваме. Но не може да го поддржуваме и овој дел, пошто ние сме направиле веќе од почетокот на владењето сме направили поддршка на стопанството, односно на приватниот сектор. Ние со нашите вработени во јавната администрација вчера го покриеме целокупниот, значи владата како работодавач се договори. Господине Димитров, дали работодавачите се подготвени сега на 500 евра минимална плата со покривање на сите придонеси, отколку на што го бара сега синдикатот 600 евра минимална плата? Ова го правам паралелата со лани кога беше прифатливо со субвенционирање, дали сега, например, и владата вели имате доволно пари од унгарскиот кредит и од сите финансиски можности кои ви се нудат за да ги покриете тие давачки? Добро, видите, не може да се споредува унгарскиот кредит и таа финанска помош на компании, затоа што тоа го искористиле многу мал број компании. Не го искористило целото стопанство, не се делеше на сите компании еднакво. На крај крајшто тоа е кредит, не е помош. Се разбира дека владата има некои идеи како да се развива повеќе стопанството, па на тој начин со преку зголемена продуктивност да дојдеме за некои години до овие посакувани плати.
Факт е дека минималната плата никогаш не треба да се гледа као номинален износ или да се споредува во номинален износ нето или бруто, особено нето па уште е полошо затоа што има различни придонеси, ама и во бруто да се споредува една држава со друга е не фер затоа што државите се наоѓаат на различен степен на економски развој и затоа препораките се и на европска директива која се споредува минимално да се споредува колку таа учествува во просечна плата. Значи, ние кога почнавме со прв пат со законот за минимална плата, таа изнесуваше 39,6% од просечната плата. Значи, бевме многу внимателни како држава, додуша и другите држави има некаде 33-35. Сега полека во сите се покачува, но никаде нема 58% како што е кај нас. Учество на минимална во просечна плата. Затоа што тоа високо учество на минималната во просечна плата ствара големи проблеми кај компаниите во вид на демотивираност на добрите работници, затоа што вие треба да имате пари да ги покачите и по добрите плати. Ево јас да наједноставно кажам, кои се тие негативни последици ако минималната плата отиде на многу повисоко ниво. Прво, како оние компании кои работат на домашен пазар, кај што нема голема конкуренција, наједноставно е да ги качат цените на своите производи или услуги. Тоа едноставно фактички, тој изголемен трошок за повисоки плати, ќе ги качи на сите работници, платят за тој процент и ќе ги изголеми своите цени, што се разбира влијае на инфлацијата. Они компании кои работат особено на странските пазари, кај што конкуренцијата е поголема и кај што не може да ги качат цените како што тие ќе сака, туку странецот нема да ги прифати тие трошоци. Има две можности. Едната може да ги качат платите само на најниско платените работници, додека овие другите да не ги качи, што ќе доведе до таа демотивираност или до таа компресизација, ќе се што поголем број луѓе ќе земат минимална плата без разлика на нивната школска спрема, одговорност на работно место, сложеност и така натаму. И тоа на еден начин ќе влијае на пад на продуктивноста, што се покажа кај нас кога качевме платата, пад на продуктивноста наместо да се зголеми. И на крајот, оние компании кои не можат да ги издржат тие финансиски трошци, заради падот на нивната конкурентска способност, во однос на другите компании, особено од надвор, ќе мора да го намалат бројот работници, значи не ги напуштат оние најмалку платените и или со најнизок учинок и да на крај на кричат да ги затворат компаниите. И ова се покажа дека во годините кои имавме најголем раст на пораст на минималната во однос на просечна плата, а тоа беше да речеме во 2022 во однос на 2021 од 52 на 58% во однос на просечна плата, имавме и висока инфлација, некаде 14,2%, и имаме за овој период големо намалување на бројот на работниците во трудоинтензивните дејности, каде што некаде, да речеме, во кожарство дури 70% има пат на бројот на работниците, во текстил од 30% и така натаму. Но ако минатата година ви беше прифатливо како работодавач 500 евра минимална плата со барање да се субвенционира придоносите од една година, што значи оваа година таа целосна плата ќе беше на товар на работодавачите, зошто сега би ви било проблем? Еве не знам, сега ќе го прашам господинот Трендафилов, дали и би прифатиле сега? Ја не прифаќам ова што ви рекоте постигнат договор. Ние не можеме двете страни се договараме нешто што ќе го оптеретеме третата страна. Тоа и во облигации не дозволио. Јас и вие да се договараме, слободно ни купи тоа и тоа. Ако прифатеше владата, ќе ама владата не прифати и затоа ние на еден начин се повлековме од таа идеја затоа што видовме владата нема таква идеја да ги субвенционира придонесите. Ако 500 евра минимална плата е одржливо, зошто сега велите, како што велите, дека таа представува многу поголем дел од просечната плата за разлика од другите држави кога зголеми инфлацијата, ако знаеме пак дека инфлацијата пак е 500 евра нето плата во однос на сегашната плата е пораст од 26%. Сега моментално 396 евра и тоа не е мал пораст затоа што имаме 9% пораст на оваа година и имаме 4,2% инфлација. Продуктивноста и пораст на GDP тука некаде испод 4%, значи нема економска оправданост дека нешто ќе расте толку проценти. Но се разбира дека ние како работодавачи се свесни дека ако ја покачуваме платата 2000 денари, а се не ослободуват од придонесите, ние ќе ја качиме за 3000, затоа што 50% од придонесите нема да ги платиме. Тоа се разбира логично. Господин Трендафилов, владата уште лани во март ви одговори дека не е подготвена да го поддржи тоа што господинот Димитров вели дека може би без нејзина согласност и не бил договор за 500 евра минимална плата. Зошто чекавте
една година за да пристапите кон едни вакви порадикални мерки за да стигнете до минимална плата која сега ја барате да биде на 600 евра. Се надевте дека ќе се примислат владата, работодавачите или калкулиравте со нешто? Требаше да имаат разбирање за потребата на работниците, но клучните зборови се владата не прифати. Тоа го потврди и претседателот Димитров. Тоа го зборуваме цела година. Минатата година исто така протестиравме за зголемување на минималната плата. Пробавме и по пат на социјален диалог, 3 седмици на економско-социјалниот совет, од кои 2 без потребниот кворум затоа што немавме репрезентативност, не знаеме од кои причини, токму во моментите кога требаше да седиме на маса и да разговараме. Затоа кажавме на крајот на минатата година на последната седница дека работодавачите и владата имаат време доволно до крајот на годината да се договорат да кажат колку тие сметаат дека може да се зголеми минималната плата. Клучно е тоа што минатогодишниот договор со работодавачите владата немаше да чини ниту денар, а денеска тие ќе имаат 10 милиони евра во буџетот од придонесите за задолжително социјално осигурување затоа што работодавачите беа 90% подготвени да се зголемат за 6.000 денари платите, а за тие 6.000 денари владата во пракса од едниот џеб во другиот џеб да си ги префрла парите и да си игра како децата на времето. Меѓутоа парите се тука во буџетот и никаде на друго место, или ќе ги субвенционираа придонесите за задолжително социјално осигурување, ќе ги ослободеа и слично, или понародски кажано, ако владата дотира некаде 500 милиони евра за исплаќање на пензиите, наместо 500 милиони евра ќе дотираше 490 милиони евра, а 10 милиони ќе беа како дотации заради придонесите кои работодавачите беа подготвени по истекот на една година да ги плаќаат. Свативме дека нема слух од спротивната страна на последната седница на економско-социјалниот совет, кога со подсмев, морам да бидам искрен, ни беше кажано дека некој во владата е спремен 800 евра да биде минималната плата. И сега, тоа што е клучно, ги исцрпивме сите аргументи, подготвивме се опфатна анализа која ги демантира сите овие изјави на владата и на работодавачите. Колку компании се затвориле, колку се отвориле, колку работници се вработиле нови, еве гледаме тоа. На крајот на криштата ќе поентирам од дел од излагањето на министерот, владата како само да се грижи за бизнисот. Слушнавме само колку го помогнала бизнисот со колку милиони евра кредит, патем не се договараа за каматата со работниците затоа што ние сите вие ќе ја враќаме таа камата на тие кредити, работодавачите ќе враќаат само дел од истата затоа што од буџетот ќе биде покриен останатиот дел. Слушнавме како ќе бидат помогнати малите и средните предпријатија, а работодавачите не направија сериозен исчекор за зголемување на минималната плата или кога владата не нападна, тие се повлекоа, и претседателот Димитров го спомена тој момент, сметаа дека кога владата рече договорете се и ние се договоривме, првиот чекор што го направи владата, колку и сурово да звучи, тоа рече баш за тоа не може да се договорите, пошто ние не прифаќаме да субвенционираме дел од придонесите, ама вие седнете, после цела година го слушам истиот наратив, седнете, договорете се и се што ќе се договорите, ние ќе го прифатиме и се замислете пак еве да си подадеме рака со работодавачите и да отидеме кај владата и да речеме вие ќе ги ослободите работодавачите од придонесите за задолжително социјално осигурување одреден временски период. По истекот на тој временски период тие ќе плаќаат придонеси и владата повторно ќе ни рече не затоа што и претседателот на владата на вчерашната пресконференција го каже тоа. Единственото возможно решение за зголемување на минималната плата со поддршка и на бизнисот, меѓутоа со поддршка и на работниците, беше тоа и владата од старт каже дека само тоа е неприфатливо за владата. Се друго ќе прифатат, само нема да прифатат да се зголемат платите на работниците на таков начин. Дали би прифатиле сега ако ви понуди бизнис заедницата, поточна работодавачите 500 евра, а плата со платени придонеси за да не се оптоварува државата? За жал до крајот на 2025 година тие не го кажаа тоа. Дадовме време, дадовме рок до 31.12. После 31.12 работниците побараа од ССМ да го правиме ова што го правиме денес, да протестираме, да блокираме генерален штрайк затоа што тешко се живее во Македонија. Веќе ви кажам еден податок. За овие 24 месеци, 2 години колку што баравме 450 евра, доколку беше тогаш договорено 450 евра, немаше да биде проблем 500, сега немаше да биде проблем 600, но се одбиваше таквото барање на работниците. Во целиот изминат период вредноста на синдикалната минимална кошница е зголемена за 9250 денари или едно семејство секој месец за 150 евра по сиромашно. Јас најавата имав, но за неа малку подоцна, само да го допрашам господинот Димитров, не ми кажавте на колку е подготвен бизнис секторот за да биде минималната плата зголемување. Само пред 1600 денари е законското, например, колку е подготвена бизнис заедницата? Јас мислам дека ќе биде поголемо законското. Некаде околу 2000 денари. Во бруто или во нето? Во нето.
Тоа значи ако на разликата ево пак си правиме самите што би владата прифатила кај ме не прифатила, владата кажува дека не ги прифатила. Значи ние ако тие 2000 денари се покачување у нето, ако на тие 2000 не плаќаме придонеси, тоа е 50%, значи 3000 денари ќе се качи во однос на сегашната. Значи од 24 и 300, уж 3000, 27 и 300 би била. Само да довршам, ако дозволите. 4% или 4,2 ќе биде инфлацијата за минатата година. Пола од тоа се зема во моменталната формула. Гувернерот точно си пресмета колку ќе му се зголеми неговата плата, 9,2%. И ако тоа го ставите исто така на половина, некаде околу 6,6 или 6,7% ќе биде зголемувањето на минималната плата. Може би нема да достигне ни 26.000 денари по таа формула во нето. 9,2 е просечната плата до септември. 4,6. Не, за крај на годината гувернерот имаше изјава со која кажа дека 2025 година ќе завршиме со раст на просечната плата од 9,2, па имаше кај вас тука во исто студио интервју 9,4 и нешто и инфлацијата ако е 4, да, и тоа може би нема да достигне ниту 26.000 денари, но тоа што е клучно. Министерот спомена дека владата се договорила со своите работници, но така ги остава работодавачите да не се договорат со своите. И сега, клучно е тоа да се каже дека за вработените во полицијата и во одбраната има 0% предвидено зголемување на платите оваа година, а не се договорени да се зголемат за 0% платите на тие вработени. И тоа е многу сериозен удар за платите и за животниот стандард на тие вработени. Има договорено со здравство некои 5%, има договорено со образование некои 7% и договорот кој го постигнаа вчера, со кој се фалеше владата, а минатата година не сакаше ниту за 3000 вработени да го постигне. Тука сега ќе го прашам министерот дали точно ова дека ќе нема зголемување на платата во одбраната и во полицијата како што кажа господинот Трендафилов и владата во година и половина откако дојде на власт најде средства, тоа е факт, за зголемување на пензиите за 350.000 пензионери, чија просечна исплатена пензија во јануари изнесува 442 евра или 27.176 денари за овој јануари. А заклучно со април, нивното зголемување на пензии од 2024 до април оваа година ќе биде 7.000 денари. Тука ќе ги споменам, сите ги знаеме функционерските плати за 78%, зашто само кога требаше се зголемува платата во реалниот сектор, минималната плата или барањето за субвенционирање, само тогаш владата кажа не. Минатата година се зголемени платите во вработените во Министерство за внатрешни работи, односно полицијата, исто така и во одбрана. Ако го земеме во просек повеќе, ако го земеме целата слика ја гледаме, ова повеќе е политичка тема отколку е реална потреба. Поради тоа што ќе правам една анализа тука, околу 600.000 се вработени во приватниот сектор. Целата бројка, целата држава на нашата земја, толку е бројката на вработени. Околу 100.000 се вработени во јавниот сектор. Све вкупно ова е 700.000 вработени што ги имаме во нашата земја и од податоците Државен завод за статистика што произлегува податоците таму реални, како релевантна институција што ги земаме ние, е 30.000 луѓе земат минимална плата. Во јавниот сектор нема човек кој зема минимална плата или вработен. Во приватниот сектор и таа бројка што го има дадена Државен завод за статистика, ако го превземеме во анализа сите тие фирми што се отворени како трговец поединец, знаеме дека нели има многу дејности каде што сам го отвара бизнисот и сам е газда и сам тој значи им пушта плата на себе си и знаеме дека оние за да не плаќат придонеси го имат пресметено нивната плата во според законот за минимална плата и другите приходи ги земат од компанијата, таа бројка не е реална. И да е тоа бројка, тоа подразбира некаде 4% од целокупниот број на вработени во нашата земја. Друг податок од Евростат, ако го земеме во предвид колку е куповната моќ на нашите семејства
4 члено семејство во нашата земја, ние сме напред од другите држави. Зборам реални податоци од Евростат. Сме напред од Турција, од Црна Гора, Булгарија, што е членка во Европска унија, Латвија, Естонија, Албанија, да не ги напоменувам поред. Да, сме позади, да речеме, Унгарија, сме позади Португалија, Хрватска и така натаму, да не ги спојам сите, да не ги напоменувам сите тие земји кои што имаат поголема економија и поголема продуктивност од нашата земја и треба да работиме да ги достигнеме и овие земји. Така да, овие податоци све, ако ги гледаме и ако го гледаме на другиот дел, дека има една методологија каде што се е утврдено и согласни се сите, нели, трите странки, одиме на тој став каде што е и во законот. Во март месец, да, кога ќе се нивелизира минималната плата, тоа подразбира дека ќе има зголемување. Знаеме формулата како се пресметува минималната плата, да, 50% од трошоците за живот и 50% од просечната исплатена нето плата од минатата година. Ние го поддржавме стопанството, ги поддржавме компаниите, малите и средните предпријатија преку мерки, преку да не се враќам пак, да не се повторувам. Тие знаеме компаниите дека внатре сам го уредуваат, освен тоа плата, минимална плата што го имаат под закон, другите плати оние сами го уредуваат. Може да плаќат поголеми плати. Што подразбира, ако стопанството плаќа, на пример, има вработени што им дава повеќе плати, им дава поголема плата, тоа подразбира дека идната година, според таа методологија, според таа формула, идната година и минималната плата се зголемува повеќе. Кога сме кај платите, морам да ве потпрашам нешто. Минатата недела на прашање на Телма од владата ни одговорија дека функционерските плати годинава ќе се усогласуваат со редовната законска одредба, што значи покачување од 200 до 250 евра за поплата, додека вчера премиерот на пресконференцијата во владата најави намалување на коефициентите на функционерските плати. Што се смени? Зошто се смени одлуката за само неколку дена од регуларното, од редовното на намалување на коефициент? Дали е тоа притисокот кој се прави токму со минималната плата споредено со функционерските плати? Не, тоа да не се зголемуваат платите на функционерите. Но до пред една недела беше дека ќе се зголемат. И тоа за 200 до 250 евра, тоа е регуларно. Каде се смени во една недела ставот на владата? Не сменете ставот на владата. Тоа е законско решение и ќе се намалат коефициентите за да не одиме, пошто ако го ставиме така, заедно со минималната плата ќе се зголемат и платите на функционерите и на другите вработени. Значи тоа е базата врз која се пресметуваат сите плати. За да не се воведеме во таа ситуација, ќе ги намалиме коефициентите за да не се зголемуваат платите на функционерите. Ако дозволите само кратко за ова што го вели министерот за тоа колкава е куповната моќ на македонските работници. Слушаме денови експерти некако жестоко не во делот на висината на минималната плата и колку нашата е повисока по куповна моќ од останатите плати. Денови гледаме некои експерти бранат нешто што не се брани. Еден работник утринава ме сретни и вика, значи ние ако отидеме во Црна Гора, во Србија, во Босна и тие државите кои се наброени таму, ќе видиме ко германци. Со 400 евра плата таму, на 600 и 800 евра минимална плата во Црна Гора, ние ко германци ќе можеме да купиме се таму и да си овозможиме. Мислам, знаете, куповната моќ ја мериме со тоа колку пари имаме во джебот, ако 24.379 и 379 денари, експерти со над 100.000 денари плата ги убедуваат работниците дека платата на работниците била повеќе од 1000 евра со силата на куповната моќ. Мислам дека е несериозно да зборувате за плата од 400 евра. Да, а лебот е поскап во Македонија отколку во Србија и другите производи исто така, затоа што нашите луѓе одат да купуваат таму и затоа мислам дека треба да разговараме на реални параметри и на реална основа, она што го покажува Државниот завод за статистика, но да не забораваме, директорката Нујапов во исто ваше студио кажа дека не сакаше до крај да кажеме, меѓутоа ги обезбедивме податоците од управата за јавни приходи под 30.000 денари, има 33,3% од вкупниот број на вработени или близу 200.000 работници примаат плата под 30.000 денари. Не се проблем овие 20.000 државата вели, за тие можеме да ги зголемиме 20.000 и за тие и така кој е проблем. Знаете зошто е проблем? Затоа што во малите и средните предпријатија работодавачите кои ги гледавме на пресконференција пред некој ден се исплаќаат минимална плата само за да не плаќаат придонесе за задолжително социјално осигурување. Патем сите тие за нечи
случаи се даночат на некој паушал, не плаќаат ниту данок кон државата онака како што треба, сите пари им остануваат, не издаваат ниту фискални сметки затоа што вршат таква дејност за која не е потребно тоа да се стори. И знаете, ако имате изговор дека платите во Македонија се добри, тогаш 73% од вкупниот број на работници имаат плата под 45.000 денари и повторно овие со 100, 110, 150.000, 200.000 денари плата ги убедуваат работници како паритетов на куповна моќ е висок во Македонија, како со 400 евра може да се овозможат многу приходи и така натака. Еве господинот Димитров веднаш ви реагираше по вилета, имавте реплика, но Па знаете, синдикатот е многу вешт да од статистички податоци вади само она што му одговара. Не, тие се точни, тоа е проблемот за вас. Ама ова што го министерот читате, ево видите од Евростат. И тоа не е правено по нарачка на Македонија или не знам на кого, туку за сите европски држави меѓу кои земните кандидати. И вие не му верувате сега на тие податоци затоа што не ви одговара. Не, работниците не му веруваат. Ама сега вие не можете да на работниците, ти си представник на работниците. Значи минималната плата од како постои светот и од како првата конвенција е донесена за минимална плата и после директивата минимум екзистенција за најниско платениот работник. Значи тоа нема врска со просечна плата и така натаму. И затоа може и продуктивноста таму не се толку гледа, туку повеќе се гледа односот на просечна плата, затоа што продуктивноста треба да одговара, просечна плата треба да прати продуктивноста. А продуктивноста која гледате на една држава се гледа преку бруто домашниот производ по жител. И сега ако вие правите такви спореди, тие се катастрофални за нас. Значи, ако земете минималната плата сегашна у Македонија, не новата што ќе биде, сегашната плата, да промножите по 12 месеци и ја споредите со бруто домашниот производ што го свараме по жител, ние имаме 75%. Знаете, во Европа е просекот 43%, значи минимална плата 12 минимални плати е 43% од GDP, а ние сакаме 75 да трошиме. И како една Србија има 64, многу пониско од нас. Значи, економските показатели треба да се гледаат сите, а не само оние што нам не одговараат. И не може сега синдикатот да каже ние направивме истражување, а они направиле анкета и ги прашале работниците колку сакате да биде минимална плата, 500, 600 или 700. Се разбирате дека тоа е далеку од истражување. Или едно претходно истражување, сакам да кажам, на кое исто така слобода некој пати се повикува, кое го финансираше Фридрих Еберт, тројца наши професори левичари. И знаете што направија? Ги споредија трите минимални плати од 2017 12.000, која беше 51% од просечната, со порастот до јуни 2018 12.008 падна на 50% и најновото 14.500 која падна фактички 15.229 година на 52%. И кажаа дека за тој период 2017-18 и покрај порастот на минималната плата немало негативни тенденции, тогаш минималната плата падна во однос на просечната. Значи немавме такви паушални зголемувања на минимална плата како сега што сакаме. За мене е паушално зголемување 500 евра и 600 евра, затоа што не се темели на економски бројки, на показатели. Во услови кога растот на продуктивноста ни е околу 4%, испод 4%, така министер колку ќе биде GDP по жител оваа година. Мислам GDP ќе расте. Проекциите се 3,3. 3,3, ние викаме, ајде да растеме ние 47% за платите. Од каде ќе ги обезвреден тие плати? И не е точно ова владата е многу лесно од еден джеб ќе земе, на друг ќе даде. А тоа што треба да ги зголеме платите и на другите работници, а не само со придонесите. Добре, еве владата ги зголеми на државните службеници. Ги зголеми на оние на неиско платени кои досега сироти беа најниски плати има во управата и правосудството. Чисто за тоа што бев споменат и синдикатот дека си прави паушални, некој држава води врз основа на анкети во Македонија. Работниците кажаа дека 600 евра е малку и дека треба да се бориме со нив да добиеме минимум 600 евра. Ама анализите, ама вака анализите, не, тоа не е истражувањето, ама анализата која ви ја доставивме покажа дека тоа што манипулиравте дека ќе се затвореле компаниите на една затворена, две отворени. И тоа е погрешно. И централен регистар, ако централен регистар лаже, тогаш нека министерот нека превземе мерки. Управата за јавни приходи ви покажа колкави се платите во распонот од денар до минимална, од минимална до 30, тоа може да намали деца да каже дека бројот на компаниите новоосновани пораснал повеќе него што паднале. А бројот на работниците во најзагрозените компании паднал, замислете, во преработувачка индустрија за 7%, во рибарство и аквакултура 25%,
во производство на облека 49%, во производство на кожа 70% и вие велите број на компаниите новоосновани се родиле в компании со еден човек. Ама и бројот на работници порасна. Ама во јавниот сектор. Не е точно тоа. Ама во јавниот сектор имаат за 10.000 намалување, ако кажем министерот. Затоа кажам дека 138 на 128. И конвенцијата на меѓународна организација на трудот. Значи уште од 70-та година вели кога се разговара за минимална плата. Треба да се земат од една страна нормално е барем работниците, значи некој минимум екзистенција за најниско платените, од друга страна треба да се земе состојбата стопанството и негативните последици врз бројот на вработеноста и инфлацијата. И вика секогаш треба кога се мисли за минимална плата, да се мисли на најниско платените работници и најниските гранки. Значи, вие не можете кога зборите за минимална плата сега да зборувате за електростопанство, за банка, не знам за што, за телеком. Вие зборувате за компаниите кои ги бидат навистина оштетени и кои ги имаат страшни проблеми. И затоа можеби решението кога минималната плата се одредуваше со колективни договори, се разликуваше од гранка у гранка, беше по фер, затоа што сега ние зборуваме за минимална плата, а ги гледаме профитите на 10 најдобри компании во Македонија. Не може вие да споредувате, затоа Клековски рече баби џаби споредувате. Така е, во право е директорот на фондот и он се бори за раст на платите. Кога сме кај куповната моќ, што ја споменавте и сега колку може со минималната плата да се живее, ќе отидам, ќе скукнам малку од оваа тема и ќе одам на синдикалната минимална кошничка, која за месец јануари за 4-члено семејство изнесува 66.413 денари, или поедноставено, за неа не се доволни две сегашни минимални плати, останува кусок од некои 17.000 денари за да се покријат сите трошоци за 4-члено семејство. Владата најави своја кошничка, до каде? Уште, барем јас ја немам видена. Да, значи податоците од Државен завод за статистика за месец јануари претпоставувам дека уште не се излезени, ги чекаме и ние да гледаме колку ќе биде трошоци за живот за едно 4-члено семејство во овој месец. Ако ги споредиме месец септември, октомври, ноември и декември, значи крајните месеци на 2025 година, секоја година ние сме имале намалување во делот на трошоците за живот, односно кај прехранбените производи за едно семејство, 4-члено семејство. Што се однесува во што се однесува, зборам во овој дел каде што ние може да реагираме како што сме реагирале порано со административни мерки, нели, како што реагиравме порано, ги замрзнавме цените или бруто профитната маржа во 5 или 10% во трговија на мало и големо. Сега, значи, што се однесува врз методологијата за пресметување на потрошувачката кошничка, таа е готова, дадена е на сите членови на Економски и социјален совет да ја разгледат, да дадат своји забелешки ако имат да предложат нешто да се додаде во таа методологија и да се произнесат дали ја прифаќат или не, и после тоа одиме на пресметување секој месец со потрошувачката кошничка, колку таа би излезеле. Кога би требало таа да излезе според оваа методологија што ја кажавте и процес? Во идната седница ќе биде како точка ставена на дневен ред за дискусија и после тоа одиме на пресметување за секој месец. Не е дека сме против синдикалната минимална кошничка, но знаеме, сме го кажале и порано, дека таму се пресметуваат овоше и зеленчук кои не се консумираат во одредени временски период. Исто така таму се пресметува и кирија, а според регистрацијата што е направено од Државен завод за статистика во 2021 година, 90% од населението, односно од граѓаните, не живеат во свој собствен дом. Исто така цените се земат од две маркети, не се земат од 10 како што сме ја направиле ние од 10 маркети и ќе ја земеме во предвид најефтината цена, така да ќе биде една потрошувачка кошничка која ќе биде реална,
пресметена, достапна за целата јавност. Господине Димитров, пред да ви дадам, знам дека имате многу да кажете на оваа тема, пред да ви дадам збор, господине Димитров, министерот кажа дека е дадена методологијата на Социјално-економскиот совет. Дали најдовте нешто што би сакале да смените во методологијата, да измените во тоа што го предвидува владата? Немаше бројки, беше само методологија и читајќи ја методологијата, мислам дека беше окей. Начинот како би се пресметувало, но се разбира кога првите месеци ќе се пресмета, точно ќе знаеме за што се работи. Инаку добро е да минимална потрошувачка кошница објавува покрај синдикатот и некое независно тело, да се исклучи субјективитетот. Затоа што ево сега читав но владата не може да биде независно тело. Па добро, ама владата може да вклучи овде тука Завод за статистика и некој друг, така да се исклучи субјективноста. Затоа што ево и у Словенија расправата за минимална плата сега, председателот на Унија на послодавци на Словенија кажа дека онаа што ја пресметува синдикатот има субјективности. Се разбира дека може да има, затоа што ево се Слободан ќе ви објасни како се смени методологијата. Колку беше потрошувана кошница со старата методологија и колку преку ноќ рипна со новата методологија. Значи, што е тоа ако не субјективности? Значи, може тука да се вклуча субјективност. Па, добро е што ја спомена Словенија, 1000 евра е таму минималната плата од овој месец со одлука на тамошната влада. Да, има 4 пати поголем GDP по жител од нас. Македонија и Словенија едно време беа во иста држава, ама што правеа наши работодавачи 36 години, ако може да му објаснат на некој да ги разбереме на кој дереџа ја дотераа државата. И платите на работниците затоа што не ги зголемуваа, ги држаа работниците со ниски плати и минималната плата која се договарала со колективните договори 4000 денари беше во 2010 година платата на работниците, кој најголем дел беше за храна и за превоз, на кој не плаќа ни придонеси тогаш за задолжително социјално осигурување. Мислам дека затоа и минималната плата, првата минимална плата во Македонија која е за 6000 и нешто денари во текстил, од 2012. Кожа и чевли. Во тоа беше за оние што имаат испод просечната, ама не беше 4000. И за да се дигне минималната на 8000, плати од 4 од 6 мораше да се дигнат на 8. Затоа стана 8, не дека плати беа 30.000, просечната беше 20.000 денари. И сега за кошничката, не знам зашто зборуваме за кошничка кога не знаеме која е целта на таа кошничка. Добре, сигурно и вас ви ја дале методологија. Дали се разликува во многу од вашата методологија? Ние имаме вака, методологијата е во 90% пресликана од нашата и сега кога слушате како со ловорики за кошничка на влада зборуваат работодавачите, зборуваат за истата кошничка која погледнавме, зашто би дала погрешни, целокупната методологија. Па ние очекуваме да даде различни бројки, затоа што во нашата зимаме 63 најосновни прехранбени производи и пијалоци безалкохолни и за тие 63 имате вредност колку што е минималната плата, а во владинава кошничка имате и апетисани, некој јужно така овошје и имате 108 производи во кои само доколку се земе вредноста на производите би требало 60.000 денари да биде само делот за храни за пијалоци на таа вредност на владината кошничка. И сега, која е целта на синдикалната? Зошто не ја оспоруваат, иако вака убаво звучи кога велат дека не ја оспоруваат? Нашата покажува со колку не се живее и дека е потребно повеќе да се зголемат платите. Владината не знаеме што ќе покажува. Еве, ако знаат да ни објаснат еви министерот и Ангел, нека ни објаснат која е целта на владината. Ако целта на владината да покаже дека минимална плата е добра во Македонија, ако целта на владината е да покаже што треба да купуваме, а владината ќе покаже што може да купиме па нашата е статистичка, нашата е статистичка операција што гледа дали цената на лебот минатиот месец и овој месец се зголемила за денар или се намалила за денар, или на годината, на почетокот на годината била X парички како што вели председателот на владата, на крајот на годината била Y парички и имате разлика од Z парички. Ама гледаме колку ни поскапел животот. И затоа таа се зголеми во 2023 година, кога еден поранешен министер само за економија, сега и за економија и труд е министерот, тогаш беше само за економија, еден поранешен председател на владата, велеше дека не се точни податоците, а таму немаше интернет за децата кои денеска го користат за училиште, немаше училишен прибор за децата. Не можеа тогаш со таа вредност на синдикалната кошничка не можеа да купат 4 хамбургери или по еден хамбургер за цело семејство во месецот. Не можеа да си дозволат со таа вредност на кошничката ниту 7-дневен годишен одмор во дојран во бунгалов. И сега ако тоа е поскапено, но тогаш му дам на просторот на министерот таа потрошувачка кошничка наша што ќе го направиме како институција ќе покаже реалните
трошоци колку им треба на едно семејство, не се ставени тие производи што ги спомна. Алкохол, цигари, не се ставени и таму е предвидено 108 основни производи каде што им треба на едно Што подразбирате семејство. под основни производи? Знаете зошто ја прашувам? Бидејќи се спореше синдикалната кошничка во делот на Например, цигари, на нема тоа. Нема ни алкохол. на кафе, Да, на нема. такви Кафе има, работи. да. Дали ќе Не, го ги има спомнав тоа сега преска- го има тоа во владината кошничка? Ги нема во владината Кафе кошничка. дали ќе има или цигари во владината кошничка? Цигари нема да има во владината кошничка, но ги спомнав преска каде го оспоруваме методологијата, односно производите што ги имаат ставено. Значи, таа ќе ги покаже реалните трошоци колку им треба на едно семејство за да го помине еден месец. Исто така се ставени 108 основни производи. Да го напоменувам уште еднаш дека еве уште еден додаток ќе дадам дека синдикатите ги извадат податоците пред да завршува месецот. На секој 20 донес. Например, во 20 месец, еве овој месец, на 20 на февруари ќе излезе и кажува дека толку е синдикална минимална кошница, а уште не е завршен месецот. Се со цел поголема транспарентност да имаме, кошничката ја имаме направено и испратено е до сите чинители што се на економски социјален совет. После ова ќе биде и достапна и до јавноста и ќе биде потранспарентна. Да ја видиме за да може да ја споредиме. И за цигарите ве прашав затоа бидејќи 51% од популацијата пуши, така да ако не ги вклучите цигарите и го изоставате она што секој втор македонец го купува со својата плата. Тоа веќе не е минимална кошничка. Можеби ќе ги натирате да се откажат од пушењето. Ова чисто сакав само да направам споредба што на се што троши нашиот работник. Троши ако има. Да, ако ни зато реков ќе се откажат од цигарите. Министре, едно кратко прашање за вас, подиме на рекламите, еве веќе име сигнализира дека треба да одиме. Кога сме кај инфлацијата, минатата година таа е 4,2%, но во храната беше многу поголема. Дали клучната мерка за да не се зголеми инфлацијата е држењето на пониски плати, бидејќи владата кажа ако ги зголеми платите ќе има и зголемување инфлацијата, иако кога зборуваме за трговците, лани имаше само казнување на едно картелско здружување за големи маркети, имаше маржите беа околу, бидејќи не го почитуваа договорот околу празничните кошнички, но потоа не видовме мерки со кои ќе се стабилизира пазарот барем во делот на храната да се намалат цените. Да, лани што предвидувате сега? Лани беа донесени мерки за стабилизирање на цените во време на во тој временски период каде што цените сегогаш особено во време на празници одеа многу погоре. Да, ги ограничивте маржите. Да, но не можеме ние сегогаш со административни одлуки, односно со одлука на влада, да направиме ограничување поради тоа што ја нарушуваме пазарниот механизам. Да, но како ќе го запрете инфлацијата? Наша задача беше да ги зголемиме контролите, односно надзорите од страна на инспекциите. Тоа го покажува и Европска комисија. Знаете дека имаме реформската агенда што треба да ја исполнуваме и минатата година беше кажано дека од страна на пазариниот инспекторијат е достигнат бројот на надзори, односно 15% е зголемен бројот на контролите. Беа направени 30.000 инспекцијски надзори во сите субјекти во целата територија на нашата земја и има напишано околу 2,5 милиони евра. Значи тие се податоци каде што може да ги земете. Но кога зборуваме инфлацијата, вие ги споменувате и платите, иако кога се зборуваше за зголемувањето на пензиите, тогаш инфлацијата не беше многу спомената. Имаме 30 предмети кои што веќе се во судови за непочитување на Законот за нефер трговски практики. Така да сме минатата година бевме фокусирани да ги зголемиме контролите за сите овие трговци што не почитуваат значи правилата, односно неоправдано економски ги зголемуваат цените. И тука само кратко, 1000 денари се зголеми вредноста на кошничката во јануари од оваквите нефер трговски практики, како сакате наречете ги. Тука одиме на реклами и одиме во завршницата од емисијата.
И во самата завршница од емисијата сме со мене во студиото се господинот Бесар Дурмиши, министер за економија и труд, господинот Ангел Димитов, председател на Собранието на Организацијата на работодавачи на Македонија, господинот Слободан Трендафилов, председател на Сојузот на синдикати на Македонија. Господинот Димитров, за прашање за вас околу продуктивноста на работниците. Во септември, некаде пред неколку месеци поточно, рековте дека работниците во Македонија се 2 работника се продуктивни колку една работник во Европа. Од таму излезе потоа Центарот за економски анализи и Виенскиот институт кој кажа дека е тоа точно, но оти дека македонскиот работник зема 33% од просечната плата на европскиот работник. Но прашањето ми е дали при ваквата констатација за продуктивноста, мерењето на продуктивноста се зема во предвид и условите во кои работи работникот, технолошкиот напредок во самата компанија за да тој може да биде попродуктивен, но и мотивираноста, тоа е платата, кога се пресметува продуктивноста на работникот и дали сечија продуктивност може да се измери, особено кога зборуваме за интелектуалниот труд. Може да се измери некој што работи на машина, но како го мериме интелектуалниот труд? Многу добро го поставите прашањето. Мислам да ве пофалам за разлика од другите новинари, прв пат вака целосно се постави. Затоа што продуктивноста во една држава не може да се мери само на ова последно што го кажете, мотивација на работникот и плати. Тоа е само едно делче од продуктивноста. Значи, продуктивноста зависи од многу фактори. Прво зависи од структурата на стопанството. Што произведувате? Едно е вие да произведувате автомобили или авиони, а друго е да произведувате чевли или, не знам, маси столови. А тоа што ќе произведувате, па зависи од тоа колку сте вложили капитал во вашето производство. Значи, органскиот состав на капитал. Значи, вие не можете сега да кажете зошто алкалоид има толку и толку добивка, а зошто да речеме некоја компанија од да не речеме од текстил, ама од металопреработувачка индустрија има помалку. Затоа што алкалоид низ годините вложува секоја година многу капитал во инвестиции, вложува во опрема. Но верувам дека во алкалоид ќе ви кажа дека нивните работници се продуктивни, не се 2 за 1 со европската. Ама затоа што имаат машина каде што со притискање на дугме работникот само ја контролира машината. Работникот со раци таму не ги полни. Значи до работодавачите каква услови ќе овозможат. Да, значи ама работодавачите требале да створат доволно капитал, акумулација да ги зголемат, да ја зголемат опремата, да сега веќе нели вештачка интелигенција, хуманоидни роботи и така натаму, но за неа треба и повеќе знаење. Значи не може да опремата да ја купувате современа опрема, да нема кој да работи со неа. Значи многу е комплексна продуктивноста, затоа на крајот на краишта кога се пресметува продуктивноста и разликата помеѓу една со друга држава, иако не е идеална споредбата, сепак бруто домашниот производ по жител е најдобар показател колку е голема продуктивноста во таа држава. И според тоа ние сме навистина помалку од 50% од продуктивноста во просекот на Европа. И нормално е да имаме помалку плата. Да, зошто Македонија не успеа, да речеме, ние и во бивша Југославија сме биле по таа продуктивност пониско од Словенија, затоа што тие правеа автомобили, компјутери, машини за перење садови, ние произведувавме обичен лим, кој го извезувавме, дури не беше ни пластифициран, текстил произведувавме, земјоделие, пиперки и патлиџани. Во интерес на времето тука ќе ве поврзам за друго прашање, дали е поголема и поквалитетна продуктивноста на странските работници кои во земјава се кога доаѓаат дури се плаќаат и помалку од минималната плата. Анализата што ја правевме сега, ја правеше една реномирана наша истражувачка куќа по наша нарачка, покажа дека продуктивноста кај странски компании што се во Македонија е повисока од домашните, и продуктивноста во поголемите компании поголема од овие микро и мали. За странските работници. Странските работници. Да. Странски работници сироти им во Македонија се наоѓаат во многу неповолна положба затоа што не може да работат многу колку што сакат. Во Србија работат и по 12 и по 14 часа. Не знам колку работат во Бехтел и Енка, но нашиот закон, освен со специјален закон, не дозволува странецот да работи, да речеме, 10 часа, а македонецот 8 часа. А тие доаѓаат овде за работат повеќе и во некои држави работат по 2 работни места, само со цел да заработат повеќе. И тука се судира, ако зборувате за хуманост, не треба тој човек да се експлоатира и да работи повеќе, но тој дошол во Македонија да заработи пари.
Но добро, сепак мора некоја норма не може да обескрај. Не може да. Капитализмот тргнал од 12 и 16 часа. Јас во Македонија не сум чул за таква експлоатација, но во Србија имаше во една фабрика, кинеска фабрика, кај што непалци работеа на вистина по 14 часа дневно, а во Македонија немаме такви случаи, но ние сме далеку од вработување на странци. Да бидам искрена, за наша среќа на работниците. Знаете, ние имаме сега, само ово да кажам, се дигна голема гужва дека владата донела уредба со која бројот или квотата ќе биде 10.000 работници, од кои веќе скоро 5 или 6.000 се вработени, че се работи за 4.000 работници. Во околината имаме држави кои имаат 150.000 странски работници. Со сите нивни и добри и лоши страни. Мислите хрватите ги сакаат непалците? Јас да споредам продуктивноста на нашите работници со странските, но тука ќе го прашам но на крајот продуктивноста е основа за подобар животен стандард на граѓаните. Господине Трендајфелов, дали како македонски работници, еве, вас ве земам како нивни репрезент, сте под притисок на странската работна сила, и тука ќе ве прашам и што за сезонските работници, тоа е новиот закон кој го донесе владата, дека можат пензионери и студенти да работат, нели, за да не ги загубат своите... Не, тоа беше од пратеници, не беше од владата. Се извинувам, од пратеници, група пратеници да можат да работат 6 месеци во годината без да ги како дополнителна работа. Каков е тоа притисок врз работниците? За странските работници, македонските работници не чувствуваат опасност затоа што ги носат како туристи во Македонија и потоа тие заминуваат од Македонија. Но што е опасно, работодавачите кои 35 години не придонеле за се зголеми продуктивноста на македонските работници се подготвени да им платат пат, сместување, храна. На македонските работници, ако им го плаќаат тоа, немаше да зборуваме за 600 евро минимална плата денеска. Инаку, ако зборуваме за продуктивноста, испадна Народна банка со податоци, продуктивноста во пари се мери. Не се мери во тоа БДП колкава ќе биде и што ќе биде паралелно пораст на БДП и слично. Во третиот квартал за 2025 година продуктивноста на трудот во економијата е зголемена за 3,6% на годишна основа. Сега да дополнам нешто. Владата се фали дека сме трета, втора, прва, не знам која економија во Европа со растот на продуктивноста. Растов на плати сме прва од позади. Сега, од друга страна, ако зборуваме за продуктивност и зошто ја мериме во пари, затоа што помеѓу 5 и 10.000 евра нето, еден работник му заработува на еден работодач, покрај се друго, сите инвестиции, се што прави работодач, платите што ги исплаќа и слично. Од друга страна, работодавачите, пратениците, морам да нагласам сложно. И опозиција и власт. Предходната власт која беше власт ја спречивме го донесе овој закон, сегашната власт со сегашната опозиција, тогашна власт, сложно го донесоа законот и сега што сакаат да не зборуваат за продуктивност, а да ангажираат луѓе на 70 години да им вршат работни задачи со кои ќе им бидат продуктивни. Мислам дека ако ние како македонска економија, ако владата се потпира на вакви закони кои изигруваат законот за работни односи и работничките права, а за возврат на тоа сакаат да им бидат продуктивни работници над 70 години, не знам што очекуваат од продуктивност кога со мизерни плати ги избркаа продуктивните квалификовани работници. Прашањето е тука до министерот, подготвено ми беше за него, но делумно и вие го поставивте, дали со ова нели не е владата, туку здружно пратениците, се легализираше сивата економија на пазарот на трудот, поточно ја решавате со овој закон, и дали со тоа се легализира ефтината работна сила и се подкупуваат позициите на редовно вработените? Значи, прво треба да го разјасниме дека законот за работно ангажирање е донесен исто како и другите закони што ги правиме, го исполнуваме реформската агенда, дел од барањето што го имаме од меѓународните институции. Со овој закон се воведува нов, пофлексибилен модел, каде што во фокус ќе ги имаме младите луѓе. Но и пензионерите. Да, но фокусот, значи законот е направен за младите, за невработените лица што се евидентирани во Агенција за вработување и за пензионерите, но фокусот на овој закон е за младите, особено за студентите, кои може да работат и да не ги изгубат стекнати права што ги има порано. Пензионерите нема да ги изгубат правата на пензиите, исто така и тие што земат помош и што се евидентирани како невработени лица во Агенција за вработување, да не ги изгубат тие права што ги има порано. Фокусот на овој закон е направен, например, за овие дејности каде што
е најизраз на економијата. Во земјоделство, рибарство, угостителство, само одредени дејности. И домаќинствата, И домаќинствата, да, и угостителството. И е направен, значи, до 6 месеци може да во една работи, година. Бидејќи сме на самиот крај, последното прашање сакав да ми биде за општиот колективен договор, но ќе го ставим во друга прилика. Премиерот вчера најави дека ќе се преговара, ќе има нов општи колективен договор во 2028 година. Се надевам другата тема ќе направиме на таа тема, што која страна очекува, дали работодавачите ќе седнат да преговарат, владата што ќе понуди, синдикатите што. Туку сега ќе ве прашам она што ќе се случува и што го најава синдикатот. Вас прво на многу кратко, дали сте подготвени за генерален штрајк? Дали се подготувате и вие како влада и работодавачите за генерален штрајк од синдикатите? Ние ги почитуваме барањата на работниците и правото на штрајк, но остануваме на ставот дека покачување на минимална плата без економски критериуми ќе донесе голема штета за целата економија во држава. Многу кратко, дали сте подготвени за генерален штрајк? Ги разбираме најавите, ги почитуваме синдикалните права, но морам да бидам искрен. Минималната плата да се зголеми на 600 евра без економска покриеност, без согласност на сите социјални партнери, тоа би било сериозен предизвик каде што особено малите и средните предпријатија кои што се економскиот двигател на нашата земја ќе се соочуваат со многу предизвици и ќе треба да ги отпуштат од работа вработените што ги имат, што не е ниту во интерес на работниците, ниту во интерес на работодавачите, ниту во интерес на целата држава. Трендафилов за прв пат се најава генерален штрајк, го најавти за приватниот сектор, дали е донесена таа одлука за приватниот сектор и дали мислите дека ќе ги извадите сите на улица? Подготвителните одлуки веќе се донесени, одлуката за генерален штрајк во јавниот и во приватниот сектор ќе се донесе во оној момент кога ќе видиме дека овие активности кои ги правиме за да им покажеме дека работниците не се задоволни нема да дадат резултат, односно нема да сакаат да слушнат. Приоритети се во прашање. Приоритет на владата треба да биде да се зголемат работничките плати. Приоритет на работодавачите треба да ги задржат квалификуваните работници кои треба да им бидат продуктивни, а очигледно само работниците се борат да останат во Македонија, да имаат повисоки плати и да не заминат со своите семејства од тука. Генерален штрајк значи можност на секој еден работник, како што тоа е случај во Грција, во Белгија, во Франција, да ни се приклучи во 24 часа на улица, да го изразиме револтот и да покажеме на општеството дека сме созреале како општество да се бориме за нашите работнички права и на таков начин. Токму по примерите на Франција и на Грција ве прашав дали очекувате таков одзив, но еве се видиме, почнувате од утре. 28 јануари покажа дека голем број на работници се придружија без страф од никого и покрај заканите уцените и така натака. И покажа дека луѓето се охрабрени, овие блокади кои следуваат од утре се потребни само 21 човек на било која локација за да можеме да ја прогласиме блокадата за успешна, да предизвикаме налагодност на функционерите и на работодавачите затоа што ќе одиме пред парламентот, па пред Стопанска комора, па пред влада. Најавивте, имавте агенда. Акцијата со собирање на подписите исто така е во опција затоа што се глуви за зголемување на работничките плати, дури се спремни нивните плати да не ги зголемат, само да не ги зголемат платите на работниците. Ќе видиме како ќе се одвиваат. Генерален штрајк. Ќе мора да завршиме, ќе видиме како ќе се одвиваат понатака работите, дали ќе има ретерирање од било од која од страните. А се надевам дека наскоро ќе седнеме во ова студио за да ги сублимираме резултатите од се ова што го најавувате вие и за тоа што ќе го понудат владата и работодавачите. Вам почитувам и ви благодарам на вниманието. Останете со програмата на Телма. Пријатно.